Зато дојде господин Даус. Како си можел да оставиш Инџи сама во некоја куќа? Кога ќе ја спасам Инџи, тогаш прашаја зошто сакала сама да биде. Јас тебе те прашувам. Ти толку малку ли ја цениш керка ми? Јас ја ценам Инџи толку што и го дадов моето презиме. Инџи е мајка на моето дете. Не е само таа киднапирана, и моето дете е киднапирано. Барем еднаш да не мислиш на себе. Господине Давуд, сега не е време за расправи. Дали сме во право или не сме, сега воопшто не е важно. Да ја најдеме Инџи, па после колку сакаш ке се расправаме. Бевте владетели на државата. Нели дури ниту американците не може да прават што сакат без ваша дозвола. Се појави еден шверцер и ја грабна твојата најблиска. Остави ги тие занесувања. Погледни ги твоите реални можности. Така и ти ќе бидеш мирен. И твоите блиски нема да страдаат. Овие зборови ги примам како татко чија керка е грабната. Од тоа повеќе не дозволувам. Инџи е се што има во животов. Ако нешто и се случи, сите ќе си ја платите сметката. Не се грижете, ќе ја најдеме снајката жива и здрава. Брат, овој дошол тука да се испрди. Во право е мати. Ти што направи? Брат, никој ништо не знае. Како да се отворила земјата, па влегол во неја нечесниот. И нема и луѓето и роднините. Брат, и најблиските луѓе и роднини нигде ги нема. Брат, каде? Да го прашам неговиот најблизок. Ништо ли не примети додека луѓето влегуваа и излегуваа? Не бате, беа многу брзи. Добро. Ве испрашуваа ли? Не бате, ниту за името не прашаа. Бате, да не се сомневаш во нешто, а? Дали ги менувавте местата? Ги менувавме, бате. Кога не фатија, прво не однеса на едно место. Потоа дојде друга екипа и не превзема. Не однесоа на вашето место за средбата. Бате, како Мете го нашол тоа место? Гатал на граф. Вујче, ста са аберот. Джемал ја завршил работата. Нема ли абер од изета им даче? Нема, Вујче. Овој стар лисец во чекјумес пак влезе, нигде го нема. Ајде извади го твојот телефон. Го извади, Вујче. На човекот од кара, пушти му телеграф. Да, пуштам, Вујче. Речи му, нему, на кара да му рече. Ако сакат да го види джемалот на Вујко Заза, нека побрза, стоп. И за тие грабна жена ми. Тебе ти зборувам. Жена ми е 7 месец бремена. Сака да ми се одмазди затоа што те спасив од неговата рака. Никој не знае подобро од тебе колкав нечесник е Изет. Помисли само, што нема да преживее жена ми со тој нечесник. Треба да ми помогнеш.
Зборувај, Диџле, кажи нешто. Го барав на секаде, секој начин го пробав ти. Ти си ми единствената надеж. Од тебе не барам ништо повеќе. Кажи ми еден збор, кажи нешто. Некоја трага за да го најдам. Те молам, Диџле, помогни ми. Прозбори, бе, жено, прозбори! Ти велам дека Инџи е во рацете на тој нечестник. Господине, Куснува ди повеќе, доктор. добро, бате. И до кога нема да признаваш? Што сакате да слушнете од мене вие? Сакам да признаеш. Јас не сум христијанин. Во моето верување нема признавање. Изгледа ти не можеш да сватиш колку е сериозна ситуацијата. Си инфилтрирал некого и го уби нашиот највисок представник во регионов. Тебе не ќе може ни ционистичкото лоби да те спаси. Ти навистина не си сватил за кого работиш, нели? Твоите предпоставени и нивните предпоставени. Конгресот, Сенатот, Пентагон. Сите тие постојат нам да не служат. Или ќе не служиш, или ќе си ја платиш сметката. Што е? Господине, ве бараат горе. Велат итно било. Прави што ќе правиш. Обезбеди ми 24 часа. Шамир е самоуверен и си мисли дека така лесно ќе се замине. Со време ќе му се истенчат нервите. Ќе почне да се сомнева. Тогаш ќе се одврзе и ќе прозбори. Разбирам, господине. Добро. Ало? Госпоѓа обвинителке, ве вознемирувам во ова време. Јас, Хусну, помошник на одговорниот на болницата на господинот Полат. Што е, господине Хусну? Господинот Полат има потреба од ваша помош. Полат ли ви рече да ме побарате? Не, госпоѓа обвинителке. Господинот Полат ја испрашуваше госпоѓа Дилиџе, за да дознае каде е господинот Изет. Мене ми се види дека жената е несоодветно испрашана. Верувам дека е подобро вие да дојдете и самата да испрашате. Што зборувате, господине Хусну? Ве молам само дојдете веднаш. Лоши е состојбата. Добро. Најдовте нешто во врска со Изет? Господине Давуд, ги проверив и контактите во организацијата и тие во разузнавањето. За жал ништо не најдов. Ми велите дека немате сила да го најдете тој шверцер. Господине, има еден начин, ама Не долци бе, човек! Деоно ти си истурам тебе. да го побарате мете, тој добро знае како да ги најдете таквите луѓе. Мете не може да ни помогне. На времето со статиите што ги пишувавме, го срозивме човекот. Господине, Мете е паметен човек. Треба повторно да го придобие вашето пријателство и ќе ни биде од голема корист. Еле колку си убава.
Колко си пораснал. Имам си яко убаво. Ей си. Иди. Убав той. Най-убав. Да. Колко си ти як снажен. Чиче, да нема некој проблем меѓу луѓето. Ако сакаш додам да проверам. Седи каде што си. Јас секој му дадов потребни наредби. Добро, Чиче, не се секир. Дете, ти себе си не си од корист. Не зборови како да можеш некоја работа да следиш. Мисо, сине. Душо. А скоро ќе имаш брат. Братко ќе биде, батко ќе бидеш. Кога јас ќе останам, вие ќе ме гледате. Добро си? Не сум Лейла. Ке се побудалам ако не го најдам изад. Во ваква состојба и не можеш да го пронајдеш. Не ме притискај, Лейла. И ти си човек, Полат. Силата може да не ти е доволна за се. Добро што ме подсети за ова. Во ред, човек сум, јас нели? На секого може вакво нешто да му се случи. Човек на сите што ги сака ќе им наштети ли, бе, Лейла? Не. А ти во ваква состојба ниту од Диџле, ниту од некој друг нешто ќе дознаеш. Да, Лейла. Јас не можам да дознам. Ајде ти дознај. Добро дојдовте, господине Давуд. Здраво ве најдов.